Почитувани гледачи, добро утро. Се наоѓате на каналот на К3 телевизија во вториот дел од утринското издание Нов ден. Се надевам дека ово утро ви започна убаво, се надевам дека имате убав ден со оглед на тоа што имаме сончево и пријатно утро, а ние пак со нашиот дел ќе се потрудиме да ви го разубавиме утрото, да ви биде уште поубаво. Како и што е редот, во вториот дел од утринското издание секогаш барем се трудиме да имаме гости кои што со своето појавување во нашето студио ќе го привлечат, а и задржат вашето внимание. Таков е случајот и денеска. Имаме гостин кој со задоволство ќе го повикам и се надевам дека со задоволство ни доаѓа и е гостин во нашето студио. Во прашање е градоначалникот на општина Крива Паланка. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на К3 телевизија. Воедно на сите би сакал да им го честитам празникот, вчерашниот православната нова година и останатите празници кои ни беа и кои ни следуваат со оглед на тоа дека јануар месец ни е полн со празници. Така. Јас сакам за почеток исто од име на нашата телевизија и од сите нас што сме тука да ви ја честитаме новата година, бидејќи за прв пат ова година ни гостувате во нашата телевизија. Благодарам. А јас се надевам дека кога имаме успешни луѓе, кои имаме луѓе докажани во своите професии, е убаво кога ќе ни започне нашата работна година, барем се надеваме дека ќе биде по берикетна, нели? Благодарам. Ете така. Сакам да го започнеме разговорот вака. Ние се трудиме да ги пропратиме сите настани кои што се случија во минатата година, што се однесува до општина Крива Паланка. Општината има навистина еден богат културен живот, активен живот, социјален живот во кој што се опфатени сите можни категории. Значи, да појдеме од дечињата, од школството, образованието, да појдеме од активностите што се случуваат на ниво на градот, од другата страна активни се и женските организации, активни се крводарителите, пензионерите, пензионерките, и од друга страна манифестации кои секоја година традиционално се одржуваат. Едната од нив е пифтијадата, значи да не ги набројуваме. Оставам на вас да се подсетиме на се она што се случуваше минатата година. Па да, вие ги наброивте сите здруженија и кои организираат организацијата во рамките на општината Крива Паланка, која навистина можеме да кажеме дека имавме една богата културна програма во текот на целата година која беше распоредена онака како што е според нашиот општински календар и сметам дека имавме стварно успешна година. Јас тука би ги спомнал сите оние настани кои ни се случува почнувајќи од она джип рели која го имаме во Крива Паланка, па преку Кривопаланешкото културно лето, па преку фолклорниот фестивал, преку театарскиот фестивал, Џој фестот. Сметам дека кривопаланчани има можност да и случајно кога ќе искочат на улица да проследат некој културен настан. Се потрудивме во рамки на културното лето настаните да ги одржуваме не на едно место. Дел одржав пред новиот градски плоштад пред општината Крива Паланка. Дел одржавме во паркот во Крива Паланка, на градскиот плоштад, во манастирот, така да се потрудивме сите оние настани кои ги одржувавме да направиме нешто да има и по малите, да не биде се на едно место. Дел беа и во Центарот за култура и сметам дека овие работи ги успешно реализиравме. Јас тука би искажал една благодарност до сите оние кои беа вклучени во целата оваа работа, до сите оние кои организираа, кои дадоа своја несебична поддршка на сите овие културни настани. Една искрена благодарност на почетокот на оваа година или би рекол за минатата година за сето она што е направено во овој ден. Така. Дали имате нешто што би издвоиле, да кажеме, од минатата година? Па мислам дека ќе се сложат сите и моите сограѓани дека како посебен настан беше Џој фестот во Крива Паланка. Во Крива Паланка гостуваше Ален Исламовиќ со Кад би било биело дугме. Имаше и неколку наши бендови претходно македонски, така да имавме една навистина убава вечер во Крива Паланка. Сите се сеќаваат, сите со кои разговарав нагласија дека е убаво
целата организација и сето она што целата манифестација беше убава. И еве, сметам дека и можеме да направиме квалитетна и убава програма во овој дел. Искрено кажано, во минатите години сето она што се прави, го правевме, почнете и фолклорниот фестивал, и театарскиот, и оние планачко културно лето. Сето тоа за постарите, за повозрастните за повозрастните. Тоа беше празник за очите, да се види колку млади луѓе имаше, колку млади луѓе колку беше исполнет плоштадот со млади луѓе, а и оние од повозрастните кои живееле во времето на бело дугме и на оваа музика беа присутни на новиот градски плоштад, каде што има една прекрасна вечер. За анимирање на младиот свет е убаво точно таков тип на манифестација, но нешто што и посебно ми се допадна беше Розевата трка, која што беше организирана од Марија Ди Биаџио, која што и беше наша ексклузивна гостика тука и навистина тоа беше нешто што го пропративме неколку дена и подготовките и кога тоа се случуваше и после тоа. Значи спортот и музиката е еден убав спој за да се анимира младата публика. Да, Марија е наша сограѓанка и навистина е прекрасно чувството да се има ваква сограѓанка која има така своји убави идеи која несебично работи за ова. Целата организација беше во нејзина режија. Ние од општината и помогнавме во целиот овој дел, дадовме подршка, но навистина го направи она што сакаше да го направи, го исполни. Единствено можеби што имаше малку помала посетеност од страна на нашите сограѓани. Но сметам дека во наредните години тоа ќе го сигурно ќе прерастеме од традиционално и ќе се добие. И еве, благодарност и до Марија од моја страна и од страна на општината затоа што заслужува тоа за почит. Така. Активни во Крива Паланка се и жените. Организација на жените. Интересно е што имаше компиријада, имаше не можам да се потсетам на сите можни манифестации што организации на жени, веројатно невладни организации го организираат тоа, но толку многу се активни, што преубаво е кога ќе се видат масите или оние трпезите од јадењата кои што жени ќе ги подготват и хуманитарната дејност на жените. Да, жените на неколку пати се покажа во своите кулинарски можности, што можат и како можат. Тоа беше и на компиријадата, претходно имавме исто така пред центарот, пред музеот на општина Крива Паланка организирање на традиционални јадења и беа доста активни. Тука исто така имаше од сите возрасти, значи на жените и пензионерките беа вклучени. Видете, сите оние што ќе се вклучат во тие манифестации дават една убавина на самиот град. Не е тоа само за нив или само за градоначалникот, за општината. Тоа е за сите оние кои се ние живееме во таа општина, ние живееме во тој град и кога ќе се вклучиме сите во целата таа гарнитура на убави настани, го разубавуваме градот. Убаво за градот и за луѓето, да. И убаво, јас неколку пати апелирам и во врска со украсувањето на сопствените домови, на сопствените дуќани. Така, тоа е многу убава иницијатива. Крива Паланка како општина ги наградува најдобро украсените домови и најдобро украсените деловни објекти. И во овој дел сметам дека што повеќе луѓето ќе бидат активни. Ние како општина ги украсуваме улиците, украсуваме делови од градот, но кога ќе бидеме вклучени сите и граѓаните кои ќе се вклучат со украсувањето на сопствените домови, на сопствените деловни објекти, тогаш целиот град добива една подруга слика, поубава слика. И мислам дека од година во година се повеќе и повеќе го постигнуваме тоа. И се поубаво е кога ќе се помине, кога ќе се видат најразлични сијалички, најразлични. Се добива на амбиентот, на атмосферата. Од друга страна, работевте многу на реновирање на училишта, на младите, на децата. Како позначен проект за оваа година за реализирање е патот од Ранковци до Крива Паланка. Значи, тоа беше една многу убава работа, многу како иницијатива и кога дојде до реализација, навистина беше на голема радост и на кривопаланчани, а и на ваша. Да, сметам дека ова е навистина една потреба за нашата општина, за
за граѓаните од Крија Паланка и впрочем и за сите оние кои ќе го користат овој пат спрема Бугарија и од Бугарија. Се работи за патот од Ранковце до Крија Паланка, кој ќе биде експресен пат. Во суштина, најлошиот дел во патувањето од Крија Паланка до Скопје е тој дел. Тој дел ќе се направи во експресен пат и сметам дека од Крија Паланка до Скопје би се стигало за некои 40 до 50 минути. Тоа ќе значи многу и во однос на безбедноста на возењето и во однос на скратувањето на патот и во однос на комуникациите Крија Паланка што ќе ги има со Скопје и со секаде. Така. Од проекти за оваа година, да се навратиме сега на овој дел, кога веќе од прилика некако мислам дека ја заокруживме минатата година. Што е поатрактивно, поинтересно, барем да кажеме за почеток на оваа година? Па да, како општина имаме планови кои ќе ги реализираме во текот на оваа година. Впрочем, јас и на моето новогодишно обраќање пред советниците ги изнесов сите оние проекти кои се реализирани во минатата година, кои се во тек на реализација и кои сме ги добили и кои ќе ги реализираме оваа година. Вчера го подпишавме договорот за два исклучително значајни проекти за Крија Паланка. Тоа е така наречениот руски пат кој оди од мотелот до манастирот Свети Јоаким Осоговски. Добро. Инаку сите гледаат дека стариот, условно кажано стариот пат, на одредени места почна веќе да се појавуваат свлечишта, одрони и зимниот период е доста непроводен со оглед на тоа дека овој пат е на осојничева страна и сметам дека ова решение, овој новиот пат што ќе се направи е добро решение и со тоа ќе возможиме полесен пристап до манастирот Свети Јоаким Осоговски во текот на целата година. Се работи за 2 километра пат од мотелот до манастирот, за кој денеска подпишавме договор и сметам дека со почетокот на оваа градежна сезона овој патен правец ќе почне да се работи. Воедно подпишавме договори за патот во село Жедилово, тоа е од 1 километар, каде што се опфатени баш оној дел во селото каде што има концентрација на жители, на население. Највеќе каде што има, тука е опфатен 1 километар. Се работи за доста лош терен, но сепак, еве, тоа е едно барање од страна на граѓаните на Жедилово, кое ми го поставува неколку пати, јас им го ветив и еве најдовме начин, најдовме средства да може да ги реализираме овие патни правци. Воедно го подпишавме договорот за 3 канализациони системи кои ќе се градат. Тоа е доизградба на канализацијата во село Мождивњак, почеток на изградба на канализација во село Длабочица, како и изградба на канализација Дуречка река, односно урбаниот дел во Крија Паланка. Дуречка река е околу 1500 метри, Мождивњак е околу 5,5 километри и во Длабочица е околу 750 метри. Ова беше исто така едно од барањата на граѓаните кои им ги ветив, затоа што проектот кога го правевме се работеше само за проект за Мождивњак и ние во претходниот период, минатата година, го реализиравме само едниот дел од 6,5 километри. Тогаш дојде до едно незадоволство од страна на другите жители каде што чека што стана со нашиот дел. И ветив на луѓето дека првите средства што ќе може да ги обезбедиме ќе биде за тој дел. Ќе го реализираме и еве, тој договор исто така го подпишавме, така да овие трите патни правца се очекува да се започнат овие два патни правца и канализациите, со трите канализации со почетокот на градежната сезона да почнеме со реализација. Воедно исто така ќе ги најавам и патиштата спрема Калин Камен. Тоа е аплициравме преку исто така од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието преку Североисточниот регион и уште 1 километар према Калин Камен, што значи 3 километра и ќе дојдеме некаде до езерцето на Калин Камен, така да полека сакам да го направиме Калин Камен да биде доста поатрактивен и за криопаланчене, а и за туристите кои ќе доаѓаат. Впрочем, ние имаме направено студија за развој на туризмот на Калин Камен и на зимскиот туризам и на летниот и на планинскиот, односно
Таа студија ја сублимираме со источниот регион, каде што имаат веќе кочани, пониква има свој зимски центар, да може да дојде до едно поврзување на целиот овој дел. Целата оваа студија ја прави доста куќа која е позната, која ја има правено студијата за Банско, за Пампорово и уште некои други студии од Бугарија, заедно со една македонска куќа, така да полека во овој дел сакаме да направиме еден исчекор. Ја често пати зборам, ние го имаме најубавиот дел, значи на Осоговските планини. Осоговските планини ги имаат и имаат дел и Кочани и Кјустендил. И Кочани и Кјустендил имаат некакви такви стази и направено за скијање, а ние имаме северниот дел, најголемиот и најубавиот, а немаме ништо. Така да мора и да дојде некој да сака да направи нешто, ќе праша добро каде може, што може. Ние не можеме да речеме ти е планината, побирај се. Значи мора да направиме прво проектна документација да направиме, па не мора ни проектно, студија мора да направиме, да кажеме дека во овој дел можете да направите тоа, во овој дел може да направите тоа, мора целото тоа да го разработиме, да го дадеме на некој ако дојде, ако се заинтересира. Да има некаква слика од прилики каде што би можело, да. Така да еве, со доаѓањето и со овие 3 километра према Калин Камен, сметам дека во овој дел ќе направиме доста добро. Исто така имаме добиено уште малку треба да ги... Значи, за овие патни правци што ги спомнав, средствата се обезбедени, тендерската постапка само за Калин Камен завршува за неколку дена и може со почетокот на градежната сезона да почне да се работи. Воедно имаме уште 3 патни правци кои ги добивме преку Светската банка. Тоа е во село Конопница, Црква, Кула, Деловодци, тој дел, во должина од околу 1 километар, и во Конопница од Рампа до домот, околу 700-800 метри, како и во населба Лозаново, улица Ацо Шопов. За овие 3 патни правца, значи средствата не се обезбедени, за еден од нив веќе имам издадено и градежна дозвола, за 2 имаме уште некоја ситна документација да направиме, ќе ги предадеме во Светска банка, они се предадени, овие се заклучоци од нив што ни ги вратија да ги дополниме, и сметам дека до крајот на овој месец тие работи ќе ги отстраниме, така да и овие 3 патни правци во наредната година ќе бидат реализирани. Она што сметам и што сакам да го нагласам како еден од поголемите проекти и позначаен проект за Криа Паланка, тоа е водоснабдување висока зона Лев брег. Значи, овој проблем на Крио Паланчен е многу стар проблем. Значи, високата зона секогаш има проблеми со водоснабдување, па не може да излезе, затоа што главниот резервар е на пониско место од овие куќите каде што се изградени во високата зона. Со оглед на тоа се направивме проект за реализација на овој, за надминување на овој проблем, така наречен висока зона Лев брег. Значи, мислам дека околу 70% од работите се завршени со оглед на тоа да дозволија временските прилики да се работи на овој дел, и направен е главниот резервар, само треба да се поделат коморите внатре, сувата и мократа комора, и да се стави плоча на главниот резервар во населба Илинден. 70-80% од трасата е веќе ископана, поставени се цевки, и сметам дека до средината на годината овој проект ќе биде завршен, ќе биде реализиран и ќе се заврши проблемот на луѓето што го има со водоснабдување. Долгогодишен проблем. Со самото ова реализирање на овој проект, увидовме дека овој резервар можеме да го користиме и за напојување на жителите од населба Бегови Бавчи, односно од Мизовски ливади,
од Крстата падина, дел од Конопница. За наводнување? Не, за водоснабдување. За водоснабдување, зборам. Така да, во моментот се изработува еден проект, кој проект почнува од резерварот во населба Илинден, тоа моите кривопаланчани го знаат, вие можеби не. Така. Од резерварот што сега се прави и оди до Конопница. Каде што воедно се прави и секундарната мрежа, и со ова ќе се решат повеќе проблеми, поготово проблемите што ги има во низовски ливади, во Крстата падина и добар дел од Конопница. Сметам дека со ова ќе се реши тој проблем. Воедно се предвидува и зафаќање на водите во Конопница, кои се предадени на комуналното предпријатие во Криа Паланка, така да и од тие резервари, и од тие резерви што ќе бидат и од ова, ни престои едно добро расчистување со овој проблем за водоснабдувањето во Криа Паланка. Така. Тоа се дел од проектите што сметаме дека ќе бидат реализирани во наредната година, што за кои имаме обезбедено и средства и сите тие работи, и сметам дека Така да по искуството кое ние го имаме од се она што можевме да проследиме минатата година, да го пропратиме со објективот на нашата камера, нели, драги мои гледачи, сите ние би сакале да имаме градоначалник кој што си ги исполнува ветените работи, кој што она што ќе го каже, ќе го исполни. Мерак ние да имаме такви градоначалници. Ете, им завидуваме на кривопаланчани и се надеваме дека ќе добиеме таков градоначалник, а година на избори и ова и следна и наредна, па се надевам дека и ние ќе го имаме ова задоволство. И со задоволство да можеме да представиме нашиот татко на градот да работи нешто за нас и да кажеме дека навистина се труди како што господинот Алексовски тоа го прави за своите сограѓани. Уште нешто за крај да ве прашам. Сега актуелно е пифтијадата. Значи една од манифестациите кои што сите ние традиционално во своите домови се го правиме. После тоа ќе ми кажете и за Водици, дали имате организирано нешто и за Водици, нели кога се фрлат граѓаните по крстот. Пифтијадата е една убава манифестација која традиционално мислам дека се случува во Паланка. Да. Пифтијадата се случува на Водици, кога веќе од културните настани за наредната. Кога се фрла баш крстот во Крива река од мостот. Еве јас ќе искористам и вашата камера да ги повикам сите кривопаланчани да дојдат да бидат гости на оваа пифтијада, значи по фрлањето на крстот во 10 часот, потоа ќе биде организирана на градскиот плоштад дегустација на пифти. Имено откако се формираше паралелката за кувари и угостители во Крива Паланка, таа задача ја имаат тие, значи паралелката за кувари од гимназијата заедно со нивниот професор и со уште неколку луѓе ги спремаат пифтиите во овој дел на кривопаланчани, на учениците им помагаше и покојниот Војо Величковски, но сега се случи тоа што се случи, животот оди понатаму. Ние оваа година ќе ги спремат, значи учениците заедно со нивниот професор. Јас ќе ги повикам сите да дојдат, еве и вас ве повикувам да ги пробате, ќе има доста, обично се прават некаде околу 6 до 7.000 парчиња пифти, така да сите оние што ќе дојдат ќе бидат почестени, има и топла ракија, чај. Како и што е редот и посна повече, нели, се што се подготвува. Организацијата за фрлање на крстот во Крива река е на црквата Свети Димитрија, односно на Македонската православна црква, и јас ќе искористам оваа прилика, ќе ги сите оние кои сакаат и планираат да се фрлат по крстот во водите, потребно е да донесат со оглед на тоа дека се очекува да бидат ниски температурите, потребно е да донесат медицинска белешка за да бидат прегледани дека може да се фрлаат. Секое недонесување и фрлање по крстот без таква работа е на собствен ризик, за кое нешто нема да снесува одговорност нити црквата, нити општината. Така да убаво е сите оние прво дека поминат, нека видат тоа, дека си направат едно испитување, докторот да види,
ние организираме и спасителна служба КИМА, екипата на ИТНА медицинска помош као и секоја година. Исто така ќе биде тука. Мислам дека ќе помине. Се во најдобар ред, еве, да обично во Криопаланка има многу луѓе на овој ден. Обично сите од црква доаѓаат да видат како ќе биде фрлањето на крстот. И има една убава атмосфера, значи убава атмосфера. Сметам дека се збогати оваа атмосфера со пифтиите и со таа пифтијада. Да. На почетокот ние го правевме тоа да биде од надпреварувачки карактер. Се надпреварува, па потоа настана една полемика, па дали се по вкус подобри, дали се по декорација, нема интернационален вкус универзален. Да, и на крајот одлучивме тоа ние да го направиме, да ги почастиме луѓето, да видат да немаме расправи кои се. Има различен вкус на крајот. Така да го пробат луѓето сите како е направено. Така, јас се надам. Покана уште една од мене до сите, да бидеме присутни на оваа манифестација. Да учествува, да. Се надеваме дека времето ќе биде убаво, како што денеска ни е сончево, се надеваме и утре. Но некако викендов синоптичарите ни најавуваат снегови, некои олуни ветрови, сибирски температури минус, па нешто сега ќе видиме дали ќе се случи тоа. Може кај нас да се случи, до вечера може би снег да ни падне, значи веќе сме навикнати на сите промени климатски, но како и да е, и минатите години кога се одржуваше овој убав верски настан, овој убав обичај јадет, и на минусни температури, кога имаше лед по водите, сепак скока. Тие што беа најхрабрите, сепак скока. Добро, само што за крај да ми кажете дали културните збиднувања, манифестации што се случува, дали имате нешто традиционално предвидено за оваа година или тоа ќе оди тековно? Да, тековно ќе се оди. Оние настани кои ги имаме во нашиот културен календар, ќе си ги проследиме и во текот на оваа година, сите ќе бидат проследени со дополнување на нови, нема да изадиме. Сега очекуваме да биде и првата или втората вечер на Гоце фест во Криопаланка, така да ја започнуваме со Гоце фест натаму и тоа е тоа. Убаво е. Градоначалниче, јас ви благодарам што знаеме дека денот ви е со пребукирана агенда, дека имате навистина многу обврски, но секогаш наоѓате време да не испоштувате. Ви благодарам за вашето време. Јас ви пожелувам среќна и беричитна година, како на приватен, така и на професионален план. Ние секако ќе се видиме, секако ќе пропратиме се оно што се случува во Паланка, дали се случува од професионален ангажман што се однесува до градот и до градските институции или пак до манифестациите кои што го обогатуваат друштвениот живот на Кривопаланчани. Сена Јубаво ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше вториот дел од нашата утринска програма Нов ден. Јас се надевам дека бевме доволно атрактивни да го задржиме вашето внимание до крајот на оваа емисија. Доколку е така, се гледаме повторно во понеделник со почеток од 7 часот. А до тогаш, бидете умни, бидете задоволни со она што го имате и поминете го денот во убаво расположение, а викендот со драги и пријатни луѓе. Одморете се и бидете подготвени за нова работа недела. Пријатно.